Фалсификувани потписи само со факсимили, непотполна документација, немање одобрение за градба, кршење на сите закони цели 13 години додека постоел Пулс. Ова се само дел од доказите кои основното јавно обвинителство ги обезбеди по 2,5 месеци по катастрофата во Кочани. Најголем дел од загинатите, 62 млади луѓе, се загушиле од јаглерод моноксид, а обвинителите ги истражиле и сомнежите на семејствата дека некои од починатите не добиле навреме кислород во Кочанската болница. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски во 24 анализа ги кажа овие детали, најавувајќи дека истрагата е завршена. 46 осомничени за тешки дела против општата сигурност, обезбедени огромен број докази, извршени се распити на околу 400 сведоци и оштетени, но дел може да добијат и преквалификација. Коцевски во 24 анализа вели дека основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција продолжува со истрагата околу улогата на полицајците кои кобната ноќ биле во дискотеката Пулс и не исклучува можност доколку се обезбедат докази да станат осомничени. Коцевски тврди, полицијата влегла во Пулс 15 на минути пред пожарот. Од сите прибрани докази до сега, јавните обвинители во оваа постапка оценија дека само против овие осомничени. Меѓутоа, полицајците надлежност за нивната одговорност е на јавното обвинителство за организиран криминал. Сите сведоци и оштетени во оваа постапка што ги води основното јавно обвинителство Кочани се распрашани на сите околности, па и на овие околности кои вие сега ги спомнавте. Што значи дека сите овие докази, распити ќе бидат предадени и на јавното обвинителство за организиран криминал. Ма не може да амнестирате сега јавното обвинителство за организиран да ја води таа постапка, меѓутоа предметот е таков, мора да споделувате. Значи вака, надлежноста е поделена. Јавното обвинителство Кочани, основното јавно обвинителство Кочани не може да се меша во истрагата што ја води јавното обвинителство за организиран криминал. Таму веќе има осомничени околу 15 на полициски службеници. Што значи дека сите докази кои сега ќе бидат прибрани на разни околности, па и на околности што вие ги споменавте, ќе бидат и предадени во јавното обвинителство за организиран криминал. И таму истрагата може да се води и повеќе од 3 месеци со оглед дека има само мерки на предпазливост. Државниот обвинител откри дека е пронајден тефтерот на газдата на Пулс, Дејан Јованов Деко, и се знае кому се плаќал мито. Уште првиот ден овој осомничен беше распрашан и даде доста битни, релевантни факти во однос на начинот на кој што ги обезбедува лиценците. Што значи дека и тоа ќе се разјасни, меѓутоа сите тие околности да почекаме уште 15 на ден. Значи имаме се оно што е потребно за утврдување на негова одговорност. За сите лица кои што тој ги посочи со име и презиме и за нивните действија, ние се водевме во текот на постапка, во текот на истрагата од тоа и утврдивме сите релевантни битни факти на овие околности и со сигурност се утврдија некои работи кои што јавноста ќе биде запознаена секако со подигање на обвинение. Очигледно дека овде и ќе има обвинение, не реков што како, меѓутоа мора да има обвинение со оглед дека се работи за непобитни факти. Државниот јавен обвинител за 24 откри дека поради тешката здравствена состојба на членот на групата ДНК која настапуваше кобната вечер во дискотеката Пулс, Владимир Блажев Панчо, а кој е осомничен за пиротехниката од која настана трагичниот пожар, против него во моментов нема да се води постапка. Во пожарот во Кочани кобниот 16 март загинаа 62 млади луѓе, а околу 200 беа повредени.